Стюардесата и бродскиот капетан. Дина и Борко се родени во ист ден и во иста година. Но, тоа не значи дека сакаат исти нешта. Напротив, Дина, например, не сака да плови со брод. Вели, кога и да се качам на брод, добивам морска болест. И веднаш ми доаѓа да скокнам во водата. Поубаво ми е со рибите во водата, отколку со морнарите на бродот. А јас имам уплав од авиони, признава Борко. Воопшто не се чувствувам сигурен високо во облаците. Ако требаше да летам, ќе бев птица. Ама затоа, кога сум на брод, се чувствувам фантастично. Епа, тогаш, додава Нина, јас и ти, за жал, нема да може да патуваме заедно. Борко ја стави главата помеѓу дланките. Размислуваше. А што ако јас бидам капетан на бродот? Дали може би тогаш Дина нема да се плаши да патува со брод? И во главата на Дина се вртеа слични мисли. А што ако јас бидам стюардеса? Може би тогаш Борко нема да се плаши да патува со авион. И во следниот миг, како договорени, се свртеа еден кон друг и во еден глас извикаа. А што ако јас? Се погледна и се закикотија. Кажи првин ти, предложи Дина. Не, се спротистави Борко. Кажи ти, девојчињата имаат предност. Добро, се согласи Дина. Затвори ги очите и замисли. Молам? Праша изненадено Борко. Да ги затворам очите? Зошто? Те молам, го убедуваше Дина. Верувај ми. Борко не го дуваше, ама и беше љубопитен. Па срам, не срам, ги затвори очите. И сега вети ми дека нема да ги отвориш. Колку и да ти биде страв. Нема, рече сигурно Борко. Јас од ништо не се плашам. Дина се насмевна и продолжи. Замисли, рече, се наоѓаш на аеродром. Денес ќе патуваш со авион. А, не. Дина му ги покри очите со дланките и рече. Те молам, не отворај ги очите. Само верувај ми. Јас ќе бидам твојата стюардеса. Замисли ме во униформа, со црвена марама околу вратот и со насмевка од уво до уво. Борко како да се смири малку, зеде воздух и рече. Убаво ти стои униформата. Повелете, господине Борко, седнете на вашето седиште и чувствувајте се како дома. Јас сум тука за вас. Кога ќе полетаме? Праша Борко. За 5 минути, одговори Дина. Само затворете ги очите и олабавете се. Сега погледнете, продолжи, а нејзините дланки се уште беа врз очите на Борко. Видете колку е мирно небото, колку се убави облачињата, а и целата татковина се гледа како на дланка. Да, навистина е убаво, одговори Борко. Но за колку време ќе слепаме? Ова е краток лет. Додека да трепнете, пак ќе бидете на земја. Борко сега ги отвори очите, како да не веруваше дека е во училницата. Големиот одмор беше при крај. Пред себе го виде насмеаниот лик на Дина. Во ред, љубезна стюардесо, јас ќе летам со вашиот авион
ако вие ми ветите дека ќе пловите со мојот брод. Договорено? Праша. Дина го погледна збунето. Но, јас имам морска болест. Рече. Може би само така си мислиш? Ја прекина Борко. Ако јас бидам твојот капетан, тогаш дали ќе се чувствуваш посигурно? Може би, да. Не знам. Одговори искрено Дина. Тогаш, останува да си ветиме. Јас ќе бидам твојот капетан, кој ќе те спаси од морската болест. А јас, твојата стюардеса, која ќе те спаси од стравот од летање со авион. Договорено! Рекоа во еден глас, удирајќи со дланките. Училишното звонче го најави почетокот на 3-тиот час. И за крај. Борко и Дина имаат предизвик за вас. Секој од нас најверојатно носи некаков страв во себе. Прашањето е, како да се победи тој страв? Што мислиш ти?